студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8 ги следите секако информациите, пред се одиме со она што значи изборна кампања. Вториот круг од локалните избори ќе се одржи следниот викенд, следната недела на 2 ноември. Инаку одсечената академија по повод денот на македонската револуционерна борба, премиерот Мицковски порача дека 23 октомври не е само датум, туку завет и нема да попушти кога се во прашање интересите на народот и на Македонија. Мицковски упати порака до коалиционите партнери од вреди да се обединат на изборите и да се поддржат вредностите, а не да се делат на етнички теми и прашања. Тој ги предупреди дека секоја акција има и реакција. СДСМ и годинава не испрати честитка за празникот. 23 октомври не е само датум, тоа е завет дека Македонија никогаш нема да биде ничија туѓа мисла, туку вечен порив за слобода, правда и иднина. Да си ветиме едни на други дека нема да го изневериме тој завет. Премиерот Мицковски со обединувачки пораки на свечената академија од идеја до држава по повод денот на револуционерната борба. Денес, кога го гледаме знамето како се вее, треба да знаеме дека тоа не е само парче ткаедина. Тоа е сведоштво за сите што падна за да ние стоиме исправени. Тоа е завет што мора да го чуваме. И затоа на овој 23 октомври да си ветиме едно на друго. Дека нема да ја изневериме нивната жртва. Дека нема да го изневериме нивниот сон. Мицковски со пораки за актуелниот политички контекст за локалните избори. За СДСМ и ДУИ вели подобро е да се консолидираат и реформираат отколку да бараат предвремени избори. Да бидам директен, јас не ги посакувам и сметам дека се непотребни и дека е време за резултати и голема офанзива на секој план. Но нивната весела математика и оваа упорност со надмудрување и создавање на вештачки теми и блефови треба да добие соодветен одговор. Затоа нека внимаваат што зборуваат и што посакуваат, може и да им се оствари. Додека се занимаваат со орли, јастреби и зајци, народот е уморен од чекање за подобар живот. Живот што граѓаните 20 и повеќе години не го добија со таа политичка партија. Го чув и нивното барање за предвремени парламентарни избори. Тие се надеваат на тоа за да се спречи падот што евидентно го имаат, а таа удолница што ја фатија е поголема од она што се оди од стража на кај Зајас. На коалицијскиот Касами, кој повика на етничко гласање во вториот круг, му порача да не стане како Ахмети и дека никој ги нема гласачите во джеп. За да бидеме коалициони партнери, треба да сме подготвени да се обединиме и да поддржиме вредности, а не да се поделиме за етнички теми и прашања низ призмата на шовинизам и слични етнички процедурални разлики. Поедини градоначалници стана градоначалници поради волјата и поддршката на македонците, која не треба да се дозволи да ја изневерат. Секој чекор, повторувам, секој чекор има акција и реакција. А јас секогаш ќе се однесувам така, како што е најдобро за граѓаните и државата. Главната стратешка определба на Македонија останува Европската Унија, но Мицковски вели на Европа не и требаме обезличени. Затоа за последните барања на бугарите во Уставот, тој вели дека главното прашање што се наметнува е што добиваме ние од тоа и дали конечно ова е крајот. Мицковски зборуваше и за тоа дека економијата и подобриот животен стандард треба да бидат клучни во борбата за подобро утре. По повод празникот честитки испрати целиот државен врв, вклучително и председателката Силјановска Давкова и собранискиот спикер Гаши. 23 октомври не го честиташе опозицијската СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Алармантна е состојбата со полните контейнери во Скопје и таа е во фокусот на изборната кампања. Градоначалникот на Центар и кандидат за втор мандат Герасимовски ги стави во мирување активностите од кампањата додека не заврши чистењето на општината. Лабудовиќ пак повика помош од Куманова за да се среди состојбата во општината Центар.
Кандидатот за градоначалник на Центар Горан Герасимовски ја замрзнува предизборната кампања за да се справи со ѓубрето во неговата општина. Денеска заседаваше кризниот штаб на Центар, каде се одлучи сите вработени во општината и ПОЦ да бидат мобилизирани на решавање на овој проблем. Поставување мали контейнери за отпад во густо населените места. Ѓубрето наместо во Дрисла ќе се носи на посебен плат со мали камиони, па оттаму ќе биде транспортирано во депонијата. Покрај вонредната дератизација на околу 1900 шахти, викендов ќе се спроведе итна дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките. Во текот на ноќта се чистеше ѓубрето во општината од страна на нивните хигиеничари и градоначалникот. Ќе бидат поставени помали контейнери за секојдневен отпад во густо населените делови и поголеми контейнери за кабаст отпад на стратешки локации. ЕППЦ ќе организира посебни пунктови и распоред за собирање на угостителски отпад. Во сите 1980 шахти се фрла сертифициран препарат, но потребно е да се спроведе дератизација и во сите згради. Ѓубрето во Центар денеска го чистат и работници од Куманово, откако кандидатот за Центар Мирослав Лабудовиќ побарал помош од Максим Димитриевски. Му се јави за подршка на кандидатот и актуелниот градоначалник на Куманово. Излегува денеска со едно возило, со нивна оператива. Се надевам дека денеска ќе ја дополнат оперативата. Техничките можности овозможуваат да се собираат овој тип на контейнери и целото ѓубре што е околу нив, така што да не дозволиме зарази да не се шират низ центарот на градот. И кандидатот за град Скопје Орце Георгиевски од утринава со службите чистат смет од контейнерите во кисела вода. Го повтори предизборното ветување дека ќе го исчисти Скопје за 72 часа откако ќе стане градоначалник. Цел изминат период заеднички со наши сили, но и со општествено одговорни компании вака реагираме бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена се до моментот доека не ја преземе градската власт и не ги средиме конечно состојбите таму, земајќи во предвид дека за 72 часа конечно градот Скопје ќе направиме да блесне. Но против кандидатот на Георгиевски за Скопје, Амар Мециновиќ, вината за хаосот со сметот ја гледа во владата, која намерно ги оставила скопјани да се гушат во ѓубре пред избори, а кризна состојба можела да прогласи многу порано. Со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Токму тоа го прави моментално владата и покажува дека е деструктивна влада. Кадрите на Мицкоски се виновни за хаосот со ѓубрето, објави и се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје по закон и основа за одлуки и согласности е надлежен Советот на град Скопје од ВМРО Ивлен. Управниот одбор кој управува со КХС 4 години е составен од членови на ВМРО Ивлен и избран од Советот на град Скопје. Ниту еднаш Советот на Скопје, чие мнозинство е на ВМРО ДПМН Ивлен, не призало мерки да се обезбедат услови за работење на КХС и да се разреши управниот и надзорниот одбор на предпријатието, како што налага законот, пишува градоначалничката. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во вториот круг од локалните избори, кандидатот за градоначалник на Центарот знам Мирослав Лабудовиќ ќе има поддршката и од коалицијскиот партнер во власта Вреди. Синоќа на средба со локалните жители од Кали Дукјанџик, таква поддршка е официализирана, стои во соопштението на ЗНАМ. Државната изборна комисија вчера ги одби сите 57 приговори поднесени за првиот круг од локалните избори. 37 од нив се однесуваат на постапката за утврдување и сумирање резултати од гласањето, а 20 се приговори кои беа за самата постапка за гласање. По приемот, подносителите имаат право на тужба пред управниот суд, а по одлуката на судот ДИК ќе излезе со конечни резултати и општините за кои ги имаше приговорите. Вкупно беа, уште еднаш ќе кажам, 37 приговори за резултатите од гласањето и предходно по предходната точка 6, 20 приговори за постапката за гласање, вкупно 57 приговори, беа во некои од нив опфатени повеќе избирачки места. Сите приговори денеска се одбиени како неосновани, односно дел се повлечени, а дел се отфрлени како недозволени. Ќе бидат изготвени решенија, одлуки на ДИК за нашите одлуки по приговорите. Во
законски предвидениот рок, после приемот на истите, подносителите имаат право на второстепена правна заштита на тужба пред Управниот суд. Ќе известиме јавноста за конечните резултати во оние општини во кои имаше приговори после конечната одлука на Управниот суд. Ви благодарам.